За регионот денес е важен момент, бидејќи и официјално започна изградбата на далновод од Штипов-Чеполе. Инвестицијата изнесува 1,4 милиони евра, а моќноста на системот е 110 киловати. Далеководот, чиј камен темелник го поставуваме денеска, е со должина од 17,88 километри, поставен е на 71 столб, од кои 55 столба се бетонски, а 16 столба се челично решеткаски. Изградбата на новиот далековод опфаќа отстранување на старите бетонски столбови и изградба на ново челично решеткасти столбови. Освен што ќе обезбеди стабилен енергетски пренос, на овој далновод ќе биде приклучена ветерната централа Богословец. Хабилитацијата на овој далековод е значајно дополнување на инвестициите за обновливи извори во регионот, поточно 25 мегавати фотоволтаична централа на државно земјиште во Замбегово и 36 мегаватна ветерна електрична централа Богословец. Овие два проекти ќе донесат комбинирани инвестиции од над 75 милиони евра. За министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, јакнењето и модернизацијата на преносната мрежа е од исклучително значење за идни инвестиции во регионот. Со ова испраќаме јасна порака до сите инвеститори, домашни, но и странски, дека ја јакнеме преносната мрежа и создаваме погоден инфраструктурен амбиент за сите потенцијални инвеститори што сакаат да ја искористат економскиот потенцијал на овој регион. Изградбата на овој далновод е дел од модернизацијата на преносната мрежа на МЕПСО во вредност од 100 милиони евра. Истиот опфаќа реконструкција и изградба на 6 110 киловолтни далеководи од трансформаторските станици Битола 1 до Прилеп 1, од Скопје 4 до Велес, од Велес до Овче поле, локацијата на која сме денес Штип Овче поле, потоа од Скопје 1 до Миладиновци и од Штип до Пробиштип, кој е веќе завршен и во октомври 2020 го пуштивме во употреба. Дел од активностите сврзани со ревитализацијата на преносниот систем во државата се реализираат со финансиска позајмица од ЕБОР, која е во висина од 25 милиони евра.